Наставниците се движечката сила на образованието, а со тоа и на целокупното општество. За препознавање и наградување на работата на просветните работници, креирана иницијатива Едуино амбасадори. Кои се овие амбасадори? Кои се просветни работници можат да бидат Едуино амбасадори? И за почетоците на оваа нова платформа и иницијатива, денес разговарам токму со просветниот работник, наставничката Светлана Бобевска. Светлана, ќе вас замолам да објасниме за јавноста што всушност представува иницијативата Едуино амбасадори, која е целта на оваа дигитална платформа? Иницијативата на Едуино амбасадори започна од колективниот портал Едуино, кој што работи во соработка со Бирото за развој на образование на Македонија, Министерството за образование на Македонија, и овој проект е финансиран од британската амбасада, за да можат учениците, сите што не можат да следат преку интернет видеолекции, да можат да ги следат преку видеолекции. Едуино порталот е портал на дигитални содржини од целата држава. Во март минатата година, кога започна пандемијата и кога сите се затекнавме ненадејно и не знаевме како да продолжиме понатаму, Едуино беше првиот иницијатор кој што ги повика наставниците да снимаат видеолекции. Јас бев меѓу тие наставници, меѓу првите наставници кои што се пријавив, бидејќи имав искуство и претходно преку проектот снимање на добри практики за дигитални видеолекции, односно содржини. И не ми беше многу тешко, меѓутоа ова беше нешто ново, поинакво, по друго искуство и морав да се прилагодувам и да ги проучувам дигиталните алатки за да создадам една квалитетна видеолекција. На дигиталниот портал, односно порталот на Едуино, има премногу видеолекции, вклучени се над 1200 наставници до сега. Од тие 1200 наставници има и во и предучилишно, и во основно, и во средно образование. Најголемиот број видеолекции се во основното образование и на Едуино заедницата се поделени сите содржини, распоредени точно по возраста, по оделенија и по образование. Значи има и за предучилишно, има и за основно, има и за средно образование, а исто така има и дигитални игри, едукативни игри, кои што највеќе ги користат децата од предучилишна возраст и децата во оделенска настава. За да може една видеолекција да биде доста интересна, потребно е презентацијата да биде интерактивна, да можеш да ја воспоставиш интеракција со учениците преку стопирање на видеото или директно да можеш да разговараш со нив, да можеш да ја доловиш целта што треба ученикот да ја свати, односно видеото, краткото видео, преку презентацијата, наставникот ја доловува целта. Сите ученици кои што ги следат видеолекциите на Едуино, можат да ги следат и на македонската телевизија, и тоа е многу добро, затоа што учениците кои што немаат интернет дома или немаат лаптопи, телефони и така натаму, можат слободно на македонската телевизија по распоред се даваат секој ден да си ги спроследат и да научат нешто повеќе од содржините што се за нивната возраст. Како беше вашето лично искуство како првиот делаш Едуино амбасадор? Кога ми се јавија и ме побараа да разговараат од Едуино, тимот на Едуино, не знаев зашто ме повикуваат. Бев многу изненадена кога ми кажаа дека сум прогласена за Едуино амбасадор и не знаев прво што е тоа Едуино амбасадор. Ми објаснија дека Едуино амбасадори се сите оние наставници кои што посветено работеле на дигиталните содржини, создавале многу видеолекции според одредени критериуми кои што ги даваше Бирото за развој на образование
И за избор на Едуино амбасадор потребно било да имаш над 15 видеолекции и над 11 видеоигри. Во игри спаѓаат разни квизови, разни активности кои што можеме да ги создадеме за на децата да им бидат интересни. Јас направив 27 видеолекции, имав и дигитални игри. Затоа, кога ја слушнав веста, ми беше убаво, се чувствував многу пријатно. Посакувам на сите наставници кои што снимаат, значи од нашето училиште беа вклучени многу наставници, не бев само јас, меѓутоа имаа снимано по неколку видеа и почетокот прво само иницијативно снимавме, во почетокот беше лани во март, до крајот на годината само иницијативно снимавме, но од оваа година по распоред се праќаат содржини кои што треба да ги се снимат во училиштето и се распоредуваат на одредени наставници. Бидејќи јас веќе бев вклучена во снимањето на видеолекциите, колешките кои што им беше потребна помош и колегите ја дадовме со широко срце. Направија видеолекции, со тоа нашето училиште активно е вклучено во овој проект, како и во сите други проекти, и многу брзо нашето училиште успеа да се преструктурира со својата работа на настава на далечина од лани од март па до денес. Денес знаете дека од прво до трето оделение работиме со физичко присуство, а од 4 до 9 оделение се настава на далечина. За наставниците кои што предаваат физичко присуство, многу се корисни овие видео содржини, затоа што можат да се ги искористат и на самиот час. Не е важно кој наставник ги направил, кој наставник ги креирал овие содржини, можат да ги користат и само презентациите, затоа што на вистина разноликоста и убавината на презентацијата дава еден широк диапазон на знаења кај учениците, а кај учениците интересот е зголемен, активни се, сакаат интеракција, сакаат надпревар и сакаат да работат преку овој начин на работа. Кои критериуми всушност треба да бидат исполнети доколку еден просветен работник пројави интерес да биде дел од ова семејство на Едуино? Ова големо семејство на Едуино започна да се гради. Ние сме првите амбасадори, 23 амбасадори прогласени на ниво на држава. Нашиот квалитет, посветеност, ентузијазам го препозна Бирото за развој на образование, односно тимот на советници кој што ги бираше овие наставници, исто така тимот на Едуино, и сите наставници ги исполнија критериумите кои што требаше да бидат за прогласување на Едуино амбасадор. Кажав дека еден Едуино амбасадор треба да има најмалку 15 снимени видеолекции и секоја снимена видеолекција треба да содржи точно компоненти на часот како што го работиме во физичко присуство, но во скратено време. Затоа треба многу да се избира што треба да се каже како поттик или вовед на часот. Тоа секогаш во видеолекцијата е преку разни асоциации, игровни активности и така натаму. Целта на часот, што се очекува од учениците, се најавува и учениците се запознаваат што ќе работат и што ќе следат на часот на видеолекцијата. Главната цел, односно главната активност, треба да биде добро осмислена, со многу дигитални алатки, кои што ќе ја приближат содржината на децата, за да можат да ја разберат. И на крајот, во завршниот дел на видеолекцијата, секогаш се даваат насоки за домашни активности или се проверува она што се научило на видеочасот. Сите наставници кои што
се прогласени за едино амбасадори, навистина се избрани во прав избор, бидејќи некои наставници имаат и над 38 видеолекции, но минимумот, критериумите за избор на наставник едуино амбасадор беа 15 видеолекции, а 10 или 11 едукативни игри. Исто така имаше повики до родители кои што сакаат да се вклучат во овие активности и родителите да изработуваат повеќе дигитални игри, бидејќи имаме доста родители кои што можат да се вклучат во образовниот процес и имаше такви родители кои што навистина учествуваа во изготвување или подготовка на овие дигитални содржини. Светлана, јас ви упатувам искрени честитки за ова прекрасно признание како едино амбасадор во земјата и ви благодарам за споделените информации со цел подобро запознавање на јавноста со семејството на Едуино и бенефитите со кои што располага оваа платформа. Ви благодарам. Ова признание за мене представува особена чест и гордост што го добивам на ниво на држава, односно на национално ниво. Им благодарам на јавното признание на председателот на Републиката на нашата држава, Стево Пендаровски, министерката Мила Царовска, односно министер за образование и наука на државата, директорот и тимот на советници на Бирото за образование, за развој на образование и тимот на Едуино кои што се значајни за ова признание, бидејќи тие беа иницијатори заедно со сите овие институции да се одберат најквалитетните, најпосветените наставници кои што несебично го споделуваат својот труд без никаква надокнада. Тука е навистина покажан ентузијазмот кон својата работа и сигурно нема да престанам тука, добивајќи го ова признание, ќе продолжам и натаму да создавам вакви видеолекции, едукативни содржини и ќе ги споделувам со учениците и со другите наставници и родители низ државата, затоа што навистина овие содржини сега во Едуино заедницата се навистина вредни, затоа што се создава дигитална библиотека во која овие содржини ќе останат од трајна вредност. Почитувани гледачи, ова беше интервјуто со велешкиот Едуино амбасадор, наставничката Светлана Бобевска.